неделно попладне ќе бидеме заедно со вас, почитувани гледачи, во новото издание на емисијата Одблиску. Добар ден до сите вас кои што времето ваше слободно ќе го поминете заедно со мене и со мојот денешен гостин. Дечкото го гледате во новогодишното издание на нашата емисија, но и преку текот нели на сите оние музички емисии кои што се емитуваат. Мој гостин е Далибор Џошич. Добар ден и добро ни дојде во Кавадарци и целиот Вардарски регион или преку емисијата Одблиску. Добар ден, Милица, и едно големо благодарам пред се до тебе за поканата. Искрено имам, како да кажам, трема ме фаќа, бидејќи се осеќам како дома, премногу пријатели имам овде, премногу мои колеги, што и скоро, што и одамна не сум ги видел. Ќе се видиме преку ТВ, нели, а се надевам и во скоро време да ги поздравам сите гледачи на вашата телевизија и широм целата Тиквеши. Јас ти благодарам што одвои време да бидеш наш гостин. Повод имавме твоето последно видео издание на новата композиција, но бидејќи ете прв пат си наш гостин, да почнеме од почеток. Кој е всушност Далибор Џошич? Те гледавме во едно малку поинакво издание во текот на емисијата, ќе го спомнам и тоа, меѓутоа ете, како Далибор Џошич се најде во музиката? Добро, тоа ќе на секој интервју го кажам дека од малите нозе сум со музиката. Љубовта према хармониката пред се школувањето, учење ноти, до факултет, до буквално цел живот, низ целиот живот се водам со музика и се надевам дека така ќе остане за цел живот. На кратко да кажам, моите почетоци беа по некои, како да кажам, фестивали што не беа во склопот на професионалноста, него некои аматерски фестивали каде што земав доста награди. И се одеше поте како и секој пејач, така и јас, нели, како викат степ бај степ, одевме до ниво да стигнеме денеска да се бавиме професионално со музиката, да снимаме, да компонираме, тоа е тоа. Професионален музичар кој што за себе вели дека почнал по аматерски фестивали и со тоа доста успеши. Сметаш ли дека токму фестивалите се добар пат за да се стигнете до посакуваното ниво? Како не само фестивалите, можам да кажам дека било кој допир со музиката и настапот е мало или големо, но сепак битно искуство за било кој пејач или музичар во неговата кариера и во самиот живот, нели? Пред се. Фестивалите за мене беа огромно искуство, бидејќи тамо полека почна тремата да ја на некој начин снемува, нели, од период на период, за да стигнеме во денешно време да размислуваме професионално, нели, и да немаме проблеми со треми со тие работи, бидејќи самата наша професија налага и многу живи настапи и на телевизија, нели, така да мораме буквално да бидеме професионални. Rana ljubovna, pesma pejam od srce, samo za tebe, vrati mi se dušice, vidi do mene. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce, vreme mine, mladost ludo, ke ni pomine. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce, ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe.
za tebe, vrati mi se dušice, vidi do mene. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce, vreme mine, mladost ludo, ke ni pomine. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce, ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe, dušo moja, dušice. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce, vreme mine, mladost ludo, ke ni pomine. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce, ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe. Dušo moja, dušice. Бидејќи ги спомнавме фестивалите, а неколку емисии наназад, како една тема ги дискутираме со моите гости, колку сметаш дека во денешно време ги има квалитетни во Македонија и колку се реални во насока на оценувањето на професионалноста на изведувачите? Мислиме на моите колеги, нели? Да. Можам да кажам дека имаме премногу добри музичари, еве ке кажам, од мојата струка како пеач, имаме премногу добри пеачи, премногу добри музичари, дури кажав и на неколку емисии во некои други телевизии дека можеме буквално не само на балконот, него и многу пошироко да застанеме рамо до рамо со било кој музичар колега од нашата бранша. За себе имаш едно првенче, имаш неколку видеозаписи и последниот, мислам дека пред недела дена го промовираше. Ајде нешто повеќе за последното од тебе. Што се однесува до новите материјали мои, значи за жал морам да кажам дека мојот првенец албум Живот е мој многу доцна го испромовирав, но такви беа околностите, нели? Што е тука е, одиме понатаму и се случи, нели, со промоцијата моја, каде што го промовирав албумот Живот е мој и воедно ја промовирав Душице со спотот Душице, нели, кој што сигурно вашите гледачи го виделе. Нешто ново од мене за 2-3 месеца подосна, еве се случи вториот видеозапис за мојата композиција Туѓо небо. Презадоволен сум, се работеше со Ване, нашиот пријател, нели, од ИН-ТВ, да го поздравиме и него. Презадоволен сум, се снимаше на повеќе локации, бевме во скопско село Кучково, снимавме во делно неколку хотели. Прекрасна тема за Туѓо небо, значи тоа темата е за еден измислен на некој начин печалбар кој жали што отишол негде далеку и не може да се врати назад. Последниве неколку месеци сите нови песни од нашите квалитетни вокали во Македонија некако ја опејуваат печалбата, тугината. Води ли тоа кон еден пат да се гостува надвор од македонските граници или таму само тоа е некоја слика дека ете македонскиот народ го има и надвор и тоа се почесто за жал? Мислам дека да не ме сватат сега колегите малце, како да кажам, претеравме со тие туѓини јабани, нели? Мојата цел искрено не беше јас да си го отворам пазарот кон нашата диаспора, нели, каде што се нашите македонци,
Мислам, зошто да не, ама не беше целта. Таа песна стоеше на некој начин во фиока 10 години. Значи, таа песна беше на Гоцефест, ако не се лажам, има 10 години сигурно, и добив награда за интерпретација на таа песна, на истата. После 10 години дури стигнав да ја снимам таа песна, не само на моја иницијатива, него на иницијатива на моите колеги од групата академци, каде што ја со нив настапив таа година. Не можам да се сетам искрено која година беше, ама 10 години има сигурно. И ета се случи таа песна, искрено има позитивни критики пре оваа песна, но ќе кажам не е наменска буквално, нели, затоа ете желба беше моја и мислам дека таа песна беше толку квалитетна што едноставно заслужи видеозапис. Крај село една трошна куќа, в неа како галат очи мајчински. Da im zapala ovde pod tuđo nebo život od brgovine vraćaj me sudbog doma bar pomislite. Tri leta късмет щом ке најдам, ако даде Господ да се задомам. Од тогаш па до денес мина многу лета, ниту късмет најдов, нит се задоми. Овде под туѓо небо живот од брговине vraќај ме судрог дома бар помислите. Ovde pod tuđo nebo život
се снаоѓаш во улогата на глумец во твоите видеозаписи? Мислам, ако не се лажам, поправиме, на промоцијата на Душице кажа дека подруго е на сцена, подруго е во улога на глумец во еден видеозапис. Како не, тоа е едно огромно искуство. За прв пат јас се среќавам, морам да признам, без разлика на моето искуство музичко, нели животно. Спотот е сосема некоја друга димензија каде што буквално треба да се сретнеш со некои глумечки вештини, некои глумечки ситуации и сцени. За почеток јас сум задоволен. Не можам да кажам дека вау нешто направив, но од тоа што се бараш од мене, мислам дека барем 30% го направив колку што може. Но искуството од секој спот ќе си дојде се на место, мислам дека ќе биде окей. Велиш дека чекор по чекор се оди, а може ли да кажеме дека видеозаписот е една целосна приказна за било која песна? Па добро Допира ли повеќе до публиката една песна ако има за себе и видеозапис? Како не бе, јас да не ги именувам сега колегите, може неколку ќе спомнам, некого не, а би кажал целосно имаме искуство слушнато видено од нашите колеги, од моите колеги, песна снимена пред не знам колку години на фестивали, со самиот спот доаѓа песната до таа висина, точка каде што заслужува. Значи спотот е многу битен за некои песни да се на некој начин обнови, на некој начин и подруга е димензијата кога ќе го видите спотот и приказната ќе ја осетите многу поблиску него со самата приказна која е отпеана на фестивал или на некоја пример новогодишна емисија или било каде. 10 години чување во фиока на една песна и после толков период, значи целосна реализација, значи ли тоа при изборот на песни дека добро внимаваш што според тебе е квалитетна композиција? Па не можам да кажам дека има некоја формула за добра композиција, бидејќи тука веќе народот одлучува, не ние. Можеме да бидеме колку сакаме професионални, колку сакаме да бидеме квалитетни. И јас од моето искуство и моите композиции, тоа што јас реков дека на почетокот ќе биде на некој начин хит или ќе биде многу послушано од другата композиција, ете искрено се покажам сосема различно. Имав некои мои фаворити на мојот албум, каде што се уште не се снимени видеозаписи за нив, но ете испадна Душице и Туѓо небо да си го земат меѓу почетокот првите места на албумот, што значи дека сакам да кажам не зависи од мене и од мојата песна и спот, туку зависи од народот. Јас сум само водител, но те критикуваат твоите колеги музичари, тоа морам да кажам, оние квалитетни македонски вокали, велат дека Далибор е еден вокал и тоа доста силен. Што за тебе тоа значи? Добро, благодарам ако е тоа вистина, ете ми годи да слушнам такви муабети, нели? Поготоа ако слушнам од луѓе што работат со музиката, што се занимаваат со музика. Силен вокал, сега би звучал фалбаџиски на некој начин ако кажам дека е вистина силен сум, но само би кажал едно дека искрено се трудам да постигнам колку што можам повеќе и ете со вакви муабети добивам и повеќе сила за повеќе работа и поголеми успеси во животот. Некогаш наметливоста во овој случај твојата скромност, сметаш ли дека треба малку да ја изоставиш во работата што ја работиш за да те има повеќе низ медиумите, повеќе да зборуваат за тебе? Не малку, треба малку повеќе да бидеме, како да кажам, наметливи и слободни. Да, треба да сме послободни. Јас сум по природа ете така скромен, не глумам, кој сум тој сум, нели? Немам и зошто да глумам. Скромен сум од таа гледна точка, но има вистина тоа што го кажуваат сите, не само ти. Треба малку повеќе слобода. Овој шоу бизнис наш не сакав скромности, искрено. Бара малку повеќе пргавост, како да кажам, не знам како да се изразам, но бара малку повеќе наметнување. Твојот професионален ангажман, еве ќе откриеме за оние гледачи кои што не знаеле, е и во танец. Која е улогата на Далибор таму? Да, јас сум соло пејач заедно со моите колеги од хорот на
националната установа Танец. Веќе вработени сме веќе 8-9 година. Во 9-та влагаме полека. И можам да кажам искрено дека мислам дека сум на свое место, бидејќи таа изворна музика јас негувам и ја сакам уште од малите нозе. Кога се вработи во Танец, мислев леле што ќе правам сега ако патувам негде не можам да работам, но за се има место пред се. За ден денес да сватам дека навистина сум на право место и можам да кажам многу ми помогна моето работно место во Танец, бидејќи доста новитети, доста ми помогна во мојата кариера, во мојот стил на пеење и ќе кажам од понеделник до петок секој ден, секое утро распевање на гласот е многу битен фактор. Огромна разлика кога ќе отидеме на пример на одмор, некој си 2-3 недели преку лето, ми фали тоа распевање. Се осеќам како да сум залежен, како да губам нешто од гласот, значи битен фактор. Сакам да кажам, во глобала Танец премногу ми помогна, не само финансиски како вработен, туку и за самиот стил на моето пеење. Дали тој стил на пеење те вклучува и во концертите на истакнати наши македонски музичари? Последно што можеа да гледаат гледачите на нашата телевизија беше концертот на Миле Кузмановски, дали бур како пратечки вокал? Добро, тука бев во сосема друга улога. Гледачите не знам колку знаат, колку ме познаваат. Јас низа на години бев претходно член на повеќе групи. Не би сакал да ги именувам, но бев член на повеќе групи, затоа и се нафатив да бидам некако на нас пеачите ни смета го ќе кажеме пратечи вокал. Пратечи вокал за мене се луѓе кои што го работат тоа. И јас тоа го направив од чиста култура и почитување према мојот колега Миле Кузмановски, нели? Но како пеач не можам да кажам дека сакам или треба да бидам пратечи вокал, бидејќи јас сум соло пеач веќе и мојата кариера оди веќе во нагорна линија. Настапуваш ли и каде се може да ти има и каде да те видат кавадарчани? Искрено кавадарци од моите колеги не можам да стапнам тука. Ги знаете кои се, нели? Ги поздравам. Скопјани ни да доаѓаат кај нас. Зошто да не мислам, кога можат кавадарчини доаѓаат во Скопје, зошто и не ние овде, нели? Врзан сум за кавадарци од многу причини, нели, во мојот живот, така да ми прија, зошто да не би дошол тука да работам. Едноставно би дошол. Што се однесува до ангажманите, се уште се водиме на оној, како би кажал, свадбарски систем, нели? Преку викендсите работиме, нели? Пееме свадби, во слободно време, кога имаме слободен период, се договараат и настапи надвор од државата, така да во годината претежно сме тука во Македонија. Da zapejam, a da ne zaplačam, ne možam, drugari, a dajte na večerva, da prevolam, da zapejam. Život moj si ti, neka zasvira da naša ljubav da ne podsjeta. Život moj si ti, se che storam, calci mi
Пушни ме, песна ти подарувам, трубачи, свирете ја. Другари, мој верни свирачи, за неја, за животот мој. Живот е мој, живот мој си ти. Труби нека засвира, да наша љубов да не посета. Живот е мој, живот мој си ти. Се ќе сторам, кажи ми, вечна љубов да ми бидеш ти. Сторам, кажи ми, вечна љубов да ми бидеш ти. Се ќе сторам, кажи ми, вечна љубов да ми бидеш ти. Има ли се живеели во Македонија од музика? Па да, ако се на некој начин избориш како добар музичар и пејаш, секогаш ќе има работа за било кој квалитетен вокал или инструменталец во Македонија. Борбата е голема, има преголема конкуренција, има премногу музичари, премногу инструменталисти, но би кажал Македонија не е мала, имаме доста млади луѓе кои се мажат, се женат, има доста повозрасни луѓе кои сакаат да слушнат добра песна. Ете, на моје огромно задоволство гледам дека се организираат се повеќе солистички концерти во Македонија, што ми дава уште поголем потик и најава дека за скоро време би посакал и јас да направам ист концерт. Точно. Се надеваме дека и ние ќе имаме можност да уживаме. Сега ги спомнавме новите солисти, нови музички имиња на нашата естрада. Имаме ли квалитет? Знае ли публиката да одбере што сака да слуша? Во глобала да. Нашиот народ е премногу музикален и самата свадба сите имаме искуство, нели, одиме по свадби кај наши роднини пријатели, гледаме колку народ знае да пее, колку народ знае да игра, така да не може да се манипулира со нашата публика македонска и овде и во нашата диаспора, нели, кај што се нашите македонци. Мораме да имаме квалитет, добра песна, добра игра, добра музика за да успееме. Квалитетот и добрата песна го потврдуваат и твоите колеги, но тука критикуваат дека медиумите недоволно посветуваат внимание на нашата песна. Се сложуваш ли со нив? Да, тоа е вистина и јас би го потврдил истото. Не дека нашата, некој знае да каже од разочарување, нашата музика изумре, нашата музика сгасна. Далеку од тоа. Ние се бориме за да обстанеме, се бориме да го постигнеме нивото како што сите наши соседи што знаат и умеат да кренат на такво ниво за да им завидуваме, не по квалитет, него по работа и по организација, можеме и ние истото да го постигнеме. Искрено ни фалат малку повеќе посветеност на медиумите, да се посветат малку на нас, на македонската музика која што ја негуваме, и мислам дека и ние како млади пејачи што се промовираме
во ова, би кажал, лошо време, ни треба малку поддршка, како и ние, така и нашата публика да биде задоволна. Се наметнуваат низ националните телевизии низа музички емисии кои што почнаа да ги враќаат назад во студио, значи нашите музичари, но некако велат твоите колеги дека термините се промашени и токму во тие ударни термини кога сите се дома, окупирани сме со турбофолгот и со оние емисии кои што ги бараат музичките звезди, меѓутоа настрана од нашите граници. Ти беше имаш едно искуство такво. Две искуства имам, да. Пинк звезди. И Грант исто. Така и на Гранк. Може ли да ни пренесеш што таму се случува и колку таму изборот да биде реален? По коментарите на жири можеме некако оценка да дадеме и ние што таму се бара, дали и квалитетот на гласот, на вокалот или да изгледаш добро или не, меѓутоа ајде ти малку поблиску. Беше таму искуси? Од моето искуство можам да кажам дека се испробав 2 пати во нашата соседна Србија, нели? Сите гледаме и знаеме што се случува. Искрено за жирито не можам да коментирам, само една работа би кажал, дека тотално е непрофесионално, но тоа ние не го сваќаме како шоу бизнис, они го гледаат како шоу бизнис. Да не ги именувам тие што се во жирито, што денеска се многу популарни и озборувани што по интернет страните и порталите, така и меѓу нас народот. Значи тие луѓе се поставени буквално за да ги оговараме за да бидат гледани. Така шоу бизнисот функционира за жал во целиот свет, мислам. Ние ги пратиме само тука негде, нашите бивши ју простори Балканот, во целиот свет тоа е шоу бизнисот на некој начин. А што се однесува до разликата меѓу нас и нив во организација, можам да кажам за жал 1:100 во организација. Бидејќи таму со години е премногу вложено, ние се уште не сме почнале да вложуваме. Да не ги спомнувам сумите кои што се вложуваат во албуми, во материјали, колку они вложуваат, колку они заработуваат, колку ние, но да не звучам пред јавноста дека само се жалиме. Има вистина дека само се жалиме, мислам дека треба малку повеќе да работиме. Малку повеќе да работиме, да се трудиме, да не ја губиме надежта. Тоа не е неизбежно, значи тоа мора да се постигне од истите тие што го работат тамо, тоа мислам дека ние треба да го сработиме и да застанеме рамо до рамо со нив. Фали во Македонија музички канал кој што би направил една таква аудиција и да потврдиме дали навистина македонскиот народ е еден од најпевливиот, најразиграниот народ со доста квалитетен вокал. Да, тоа се потврдува и како што кажа за истите аудиции што се случуваат во соседна Србија. Имаме доста наши квалитетни пејачи, пак ќе кажам за жал се промовираат тамо, па добиваат и лоши критики незаслужно. Не е окей, за кај нас аудиција не е потребна. Доволни се уште 2-3 добри фестивала низ целата наша Република Македонија, каде што ќе имаат право и младите и дебитантите да го покажат својот глас. Тоа е доволно за да еден пејач успее да му биде, значи, и јас сум го поминал тој дел, каде што нормално, као и секој пејач, биле барани средства за настап, тоа е цел живот и така и ќе остане за жал, но мислам дека треба да се дозволи, не знаеме ние, додека не отидува во Србија, не знаеме ние колку квалитетни пејачи имаме во Македонија. Тоа е страшна работа, значи јас сум зачуден, јас сум во таа бранша и се уште сум млад пејач, кај што до прва се промовирам, не си ги знам колегите кои што пеат прекрасно, за жал. Значи ни требаат само добри луѓе, добар маркетинг, пејачите се тука чекаат само на како да кажем на своите 5 минути. Каков репертоар бараат од тебе твојата публика? Па искрено ќе се кажам сака и почитува македонската музика или се водиме на она дека ете популарен е во моментот турбофолкот? Популарноста, да, од времето кажале и ден денеска што на нашиот народ ќе им пласирате преку медиумите, преку јавните сервиси, тоа и народот ќе го бара и нормално на нашите настапи. Но на моје огромно задоволство
се повеќе и повеќе од година во година се бара се повеќе македонската музика и како што кажавме обновување на сите тие фестивалски хитови што моите повозрасни колеги ќе пеат и ќе ги пеат се уште заедно и со нас. Kupit ću ti danče, svileno maramče, kupit ću ti danče, svileno maramče, svileno maramče, da ga nosiš ti, da na mene misliš, moja ljubavi. Svileno maramče, da ga nosiš ti, da na mene misliš, moja ljubavi. Da, tebe danče volim ja. Da, tebe danče volim ja. Kupit ću ti danče, srma i leče, kupit ću ti danče, srma i leče, srma i leče, da ga nosiš ti, da na mene misliš, moja ljubavi. Srmeno i leče, da ga nosiš ti, da na mene misliš, moja ljubavi. Da, tebe danče volim ja. Da, tebe danče volim ja. Umoran od noći, slomljen od života, na mome odjelu drago bi otiše. Javi se ljubavi, ja ne mogu više. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Bej sluga što te voli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Otvori mi svoja vrata. Ljubavi su mnoge kroz moj život prošle, ali ti si bila jedina i prava. Umoran sam ljubavi i meni se spava. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Veli sluga što te voli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Otvori mi svoje vrata.
сметаш ли дека ете, пак ќе спомнам во неколку емисии наназад, зборавме со твоите колеги дека доста испеани песни од фестивалите некогаш или пред 10 години, ете денеска стануваат вистински хитови, останале да се пеат, има квалитетни. Имаме ли рефрени кои што за година-две одржани фестивали останале да се пеат и денеска? Мислиш во смисла нови испеани песни? Да, нови испеани песни, ете да го имаат истиот тој успех од предходно испеани песни пред 10 години, кои што еве пример ги знаат и по младата генерација. Па вака, ако го разбрав прашањето, еве од моја гледна точка, јас сум инаку не само изведувач, туку и композитор и текстописец, значи кант, автор комплетен. Можем да кажем дека е се потешко за разлика од 90-тите години или 80-тите, ама пак ќе ги кажам 90-тите, каде што во музиката имаше многу повеќе неискористени мелодии и нашите врвни композитори тоа го искористија и затоа сите наши колеги пеачи и добија по неколку хитови, некои добија и комплетни хитови, значи без ни една промашена нели композиција. Денеска е многу потешко за да направиме некоја песна хит, како би останала за 10 на 20 години да се пее понатаму. Јас можам да се пофалам, ете, во право време се случи песната "Слушни ме мајко стара", каде што сум автор нели на таа песна на Анети група Молика. Се надевам дека ќе остане хит. Ете, стварно би сакал од Кейв да се пофалам и се стремам кон тоа да направам се повеќе такви хитови, бидејќи се троши и средства и финансии и животот, но остануваат делата. Сега, колку македонските музичари се спремни да платат за добра композиција? Што се однесува, дали смеам пак да ги споредам со другите или не, да не бидам досаден, ќе кажам за кај нас, да. Па искрено не се спремни нешто вау да платат за да постигнат, затоа што самиот наш пазар ја диктира и самата сума и границите на вложување во кариерата. Знаеме од прилика колку заработуваме ние годишно и според тоа гледаме колку и треба да се вложи во албум, во спот, видеозапис или било каква некоја друга организација. Сега за сега сме, мислам, се уште на некој минимум со оглед на тоа какви квалитети сме во Македонија. Мислам дека треба многу повеќе да вложиме и многу повеќе да заработиме. Некако со вложување тргна и владата на Република Македонија со субвенционирани песни. Сметаш ли дека е позитивен чекор или како го оценуваш целиот тој проект? Колку реално се стигнува до една таква субвенционирана песна? Македонската музика и бара заштита пред се на старите песни, а кога се однесува до новите композиции, мораме да вложиме и ние и на некој начин благодарност и до владата што остави простор да се покажеме и како изведувачи, композитори, текстопици, аранжери, без разлика, нели? Се што е во врска со музиката, да ние оставиме некој белег со самото субвенционирање, оставаме белег за утре и нашиот потомок и нашите деца и колеги помлади да тоа го слушнат како сме го ние работеле, тоа што сме го учили ние од претходните колеги. Тоа е ланец на музика, како да го кажам, и мислам дека е позитивно. Треба многу да се пријават млади колеги, треба да се пријават многу млади композитори, текстописци и добар начин за да се едноставно покажеме на јавноста дека вредиме, дека имаме се уште квалитет во Македонија. И кои фестивали, веќе ги спомнавме фестивалите, за среќа останаат да живеат во Македонија, како што се Валандово, Роса, Цветници, Охридски, Трубадури, ке ти имали годинавани с фестивалите? Па се надевам, Цветници за скоро треба да се случи, еве јавно ќе кажам, ќе признам, дека имам композиција за мојата колешка Милица Кузмановска и една композиција за мене. Се надеваме на успех и на влез во Цветници, ако не влеземе, тука е Валандово за конкурс, зошто да не, тие се убави фестивали каде што можеме да покажеме една добра слика, добра песна, добра композиција, добро изведување, така да не знам причина зашто не би се појавиле оваа година на тие фестивали.
Освен фестивалите, што може во оваа година да очекуваме од тебе после еве последното издание на видеозаписот? Да, искрено чувам една тајна која нема да открием, само ќе ја најавам, нели? Како најава да биде за скоро, спремам еден голем проект со изворна музика. Тоа ќе се стучне здравје до крајот на годината, ќе биде комплет преголема организација за да зборам пред време, нели? За да не испадне после нешто кажал, па не докажал, направил, не направил. Фестивалите се тука. Искрено може да се пофалам до крајот на годината отворам свое собствено студио, каде што освен што сум комплетен автор на многу песни, ќе може и тоа сето да се снеми кај мене. Значи буквално комплетен пакет. Сега покрај сите овие ангажмани, колку Далибор има слободно време да посвети на својата фамилија? Па си има време за се. Јас секогаш со подсмех го кажам тоа, кога можат најголемите и најуспешните во светот да одвоат време за фамилија, за роднини, за пријатели, за се можам јас. За се има време, 24 часа имаме во денот, со добра организација мислам дека се постигнува буквално се. Ке има ли некој кој што ќе ги следи чекорите на тату или се уште е рано да се каже? Не е рано, можам да кажам искрено, планирам и скоро на интернет страниве наши да пуштаме неколку снимки од мојот син Стефан, каде што он веќе албумот го пее цел на памет. И искрено не дека ми е син, детето од 2,5 годинки ги пее песните во истиот тоналитет. За чудо, искрено јас не сакам мојот син да стане пеач, би сакал повеќе да биде спортиста, бидејќи тоа е моја огромна животна желба која што ја пропуштив и ете животот ме однесе во други води. Би сакал да е спортиста, но и да пее, зошто да не. Мислам тоа е кој не сака да има повеќе, нели, како да кажам, успеси во животот на сите гранки. Го спомнаме интернет, социјалните мрежи, колку ти има низ нив и колку знаеш да комуницираш со своите обожаватели? Секогаш сум отворен за соработка, бидејќи било кој од моите пријатели и познаници и тие што не ги познам, нели нормално, не можам да ги кажам фанови, бидејќи се уште сум во фаза на пробивање како пеач. Но сакам да кажам дека сум тука секогаш да одговорам на било што не е јасно. Многу знаат мои пријатели, познаници и непознаници да прашат каде гостувам, каде пеам, што ново се очекува од мене. Кога имам време, седнувам буквално, знам да седнам и на маса и да доручкувам и да ручам и да пишувам пропратно, да одговорам на многу прашања кои што ми се поставуваат. Така да тука се гледа и професионалноста искрено. Тие се за жал многу битни фактори, а тоа се интернет страните и порталите. Ке заокружиме со естрадата. Колку меѓу естрадата има пријателство и колку знаете да се дружите надвор од музичките опарски? Не викам дека нема дружба, но за жал јас искрено приметувам дека меѓу колегите нема многу дружење. Ривалство има големо, но ривалството се покажува на друг начин, со добра песна, конкурентна музика, конкурентно пеење и музика, нели, комплетно, но не со некоја љубомора и некои сопки, некои, како да кажам, оговарање, тие работи. Не смееме да се симнеме на тоа ниво, мора да останеме комплетно професионални, затоа што народот приметува кој е успешен, кој е љубоморен, кој не е љубоморен, кој е неквалитетен. С оглед на тоа дека на снимање на емисија доаѓаш од работа, гласот ти е распеан, како преку песна би ја одјавил емисијата? Да запеам, а да не заплачам, не можам, другари, дајте една вечерва да запеам, да заплачам. Живот мој си ти, труби нека засвират на наша љубов, да не подсетат. Живот мој си ти, се ке сторам, кажи ми вечна љубов, да ми бидеш ти.
Јас на вистина од срце ти благодарам што повторно одвои од твоето време и беше за прв пат гостин во емисијата Од блиску. Се надевам дека нема и последен пат да Не, биде. никако. Да, за крај би сакал уште еднаш да ги поздравам сите гледачи на преубавиот град Кавадарци и пошироко, знам дека сте многу гледани, да ги поздравам сите гледачи. На моите колеги да им посакам што побрзо да ми се јава да се видиме, бидејќи од работни обврски се заборавивме. И до наредно видување со новиот проект ќе се видиме секако, ќе бидете и вие известени и за промоцијата ќе бидете први. Секако ти благодарам многу, а ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Се надевам дека го разубавивме и ова неделно попладне на сите вас кои што бевте дома. До следното видување, секој добро.